Градежниот факултет е најстариот технички факултет во државата. Во 1949 година е формиран и започнува поточно со работа. Ке ни каже убаво деканот дали беше 6 октомври, дали е првиот час. Тој е интегрален дел од најголемиот универзитет во државата, се разбира Универзитетот Свети Кирил и Методи, и годинава одбележува 75 години постоење, па зарем не ли е тоа една доволно голема причина Горан Марковски, деканот на Градежниот факултет во Скопје, да биде нашиот гостин денеска. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. 6 октомври ли беше првиот час? 6 октомври е првиот одржан час на Градежниот факултет, далечната, како што споменавте, 49 година. 75 години растеше, се развиваше Градежниот факултет заедно со сите нас, не само со главниот град, со сите градови, со целата инфраструктура во државата. Имаме значаен период пред земјотресот, но и по земјотресот. А можеме ли вака да испатуваме низ времето овие 75 години? Да, 75 години е сериозен јубилеј. Обично на јубилеите луѓето се свртуваат назад да направат некаква анализа што се случувало во изминатиот период, но што е уште поважно, треба да гледаме напред и да видиме кон каде треба да целиме. Можеме да поделиме, да споделиме, односно да направиме некаква поделба на временска поделба во однос на развојот на Градежниот факултет, односно во однос на развојот на градежништвото воопшто во нашата држава, бидејќи Градежниот факултет е нераскинливо поврзан со македонското градежништво. Имено се работи за, како што споменавте, еден од најстарите факултети во склоп на Универзитетот Свети Кирил и Методи, најстар технички факултет, кој е единствен од таков вид во државата, и тоа само по себе кажува дека практично кога говориме за Градежниот факултет, мислиме и на македонското градежништво и обратно. Не случајно Градежниот факултет влегол во првата група факултети кои биле основани во УКИМ, затоа што се работи за поствоен период после Втората светска војна, се работи за држава, односно република во тогашната Југославија, која што не била многу развиена, немала соодветна инфраструктура, и затоа градежништвото, развојот на градежништвото бил неминовен, за да можеме што побрзо да достигнеме до одредено потребно ниво за квалитетен живот. И тука би била првата фаза. Само да споменам што се случувало, што било во тие години. Например, до дури 56 година, 1956 година е изградена прва сообраќајница со асфалт. Значи, ние до тогаш сме имале 3 километри бетонски коловоз, негде на влезот на Скопје, и 2 километри коловоз од гранитни коцки. Тоа бил патната инфраструктура се до 56 година. Значи, еден сериозен развој. Скопскиот земјотрес, споменавте вие, од 63 година, направил пресвртница и подигнување, предизвикал подигнување на квалитетот на градбите, особено на оние што во себе содржат конструкција. Скопје станал центар на асизмичкото градење, не само во државата, не само во тогашната поширока заедница, туку во Европа и дури и во светски рамки, би рекол. Потоа доаѓа еден развој и излегување надвор на нашето градежништво, благодарение се разбира и на политиката што тогаш била водена. Нашите градежници биле присутни на многу светски пазари, Блиски Исток, Северна Африка, европски земји и така натаму, што пак придонело да се развијат големи компании, гиганти во тоа време, со по 15.000 вработени, што за денешното согледување е нешто чудно и несфатливо. Да. И за жал после доаѓа онаа транзиција која што се уште влече корени. Прва жртва на такви кризи е градежништвото. И тука веќе ни се случува одреден пат во развојот на оваа наша струка. Ке зборуваме за градежништвото во иднина, велам, земјотресот одиграл значајна улога за развој на градежништвото, велите вие, во подобрување на градбите, на условите за градба и така натаму. Но може ли да издвоиме некои објекти кои што сепак биле направени претходно, но го имаат квалитетот, а што пак го подобрило квалитетот и кои се градбите со кои што сега можеме да се гордееме?
Така. Преди потоа. Да, интересно за два периоди. Да, дека голем дел од стамбениот фонд, постоечкиот стамбен фонд на Скопје при земјотресот се има оштетено и разрушено. После тоа, како што споменав, доаѓа до голем развој, до прифаќање на новите научни сознанија во областа на сеизмичкото градење. И сето она што се гради после земјотресот е далеку поголем квалитет од она што било претходно. Иако и од претходно имаме останато објекти кои успеале да му пркосат на земјотресот, меѓутоа во секој случај ако зборуваме за една генерална слика, можеме да кажеме дека е направен огромен напредок, особено во областа на високоградбата, значи зградарството. Први објекти кои што се со доста повисок квалитет од претходните се кулите од градскиот ѕид, например. Добро познатите. Понатаму, еве вашата куќа, зградата на Македонската телевизија. Да, сакаме да се гордееме апсолутно, на која што нормално и со право е посветено огромно внимание при проектирањето и при градбата, бидејќи се работи за една дејност која што е од врвен приоритет за државата. И можам да кажам дека сето она што се гради после тоа е со доста солиден квалитет, почитувајќи ги сите важечки стандарди и нормативи. Професоре, често знаеме да искоментираме дека ни недостасува инфраструктура. Ни недостасува и за жал се уште зборуваме за патот Кичево-Охрид, се надеваме дека ќе имаме на таа сага разрешница во позитивен исход за нас граѓаните се разбира, но не е само таа делница, има многу низ државата. Како се развиваше патната инфраструктура? Споминавте години кои што сега да ги замислиме, просто е неверојатно дека сме имале многу малку асфалт или речиси сме го немале, но модерниот начин на живот, отворените граници, но и модерното време во иднина наметнува една поинаква слика која што треба да има нашата држава. Да. Апсолутно се сложувам со вас, инфраструктура секогаш недостасува и треба да биде така, затоа што треба да целиме кон развој, да биде се подобро и подобро, да имаме побрзи комуникации, побезбедни комуникации, што е според мене најзначајно. Тоа води кон развој на стопанството, развој на туризмот и така натаму и така натаму. Во патната инфраструктура не сме толку лоши во однос на развојот ако погледнеме назад што било и за колку време ние сме го достигнале ова ниво што го имаме. Да. Се разбира, постојат црни точки, како што го споменавте, автопатот Кичево-Охрид, кои што треба да се разрешат затоа што дамката е ставена, се става на градежништвото, иако сметам дека не е тоа примарната причина за толку долгото градење на оваа делница од автопатот. Така што според патишта, според патна инфраструктура, можам да кажам дека и не сме толку лоши во однос на изградбата. Она што треба да бидеме подобри е нивното одржување, затоа што кога ќе дојдеме до одредено ниво, кога имаме развиена одредена инфраструктура, тогаш тежиштето се префрла на низиното одржување. А за тоа е потребно знаење, кадар и добро планирање. Бидејќи сите тие патишта се изложени на временски погоди и непогоди и бараат соодветен третман. Не е ништо вечно и трајно ако не му посветиме соодветно внимание. Во однос на железничката инфраструктура, тоа сакам да го напоменам, да го нагласам, тука сме позаостанати и мораме да направиме напор да бидеме подобри, бидејќи тренд во Европа, тренд во светот е што помасовна употреба на железничкиот сообраќај, затоа што се покажа дека тоа е еколошки најдобар. И токму затоа треба да се обидеме, да побрзо ги завршиме започнатите работи и да започнеме нови работи во таа област. Кога ќе почнавме да зборуваме за работата, за работните обврски на градежниците, тука ќе искористам да споменам дека еве вие и бевте исто така присутен, имаше вчера пресконференција на градежниците во Стопанската комора, кој што побара да се недела за нив да биде работен ден, во делот да бидат попродуктивни. Сега, моето прашање е следно. Дали доколку се отвори повеќе работа за домашните компании во поголема продуктивност за нив, е една од причините и алатките со кои што можеме ние да ги задржиме младите. И кадрите, тука мислам, не само младите, оние стручни кадри кои што ги имаме. Видете, градежништвото е еден процес кој има технологија која е малку поразлична од другите. И затоа јас не би
го поистоветува градежништвото со другите дејности. Технолошките процеси во градежништвото некогаш налагаат да нема прекин во работата. Исто како што не можеме да работиме кога имаме обилни врнежи од дожд или, не знам, повисоки наноси на снег. Тогаш не се работи, а додека во другите дејности независно, ако работите во фабрика, независно дали врне или вее, вие сте во затворен простор. Оди. Па да. Замислете во медицината, да немаме дежурства. Еве да кажеме, во недела не работат докторите, нема дежурства. Што ќе се случи? Убаво велите, не можеме да се споредуваме. Значи не може да се поистоветат. Јас лично мислам дека треба да им се дозволи на градежниците да го планираат своето време, секако работниците да ги имаат сите оние права кои што им припаѓаат вработените во градежниот сектор, меѓутоа технолошкиот процес треба да се почитува. Што повеќе работа им даваме на домашните компании, толку поголем развој на домашното градежништво, поголем интерес за изучување на оваа струка од страна на младите, повисоки примања и една од можеби мерките да не ни одат надвор и да ја испразнат државата. Тоа е најголем проблем за Македонија. Да, за жал се повеќе одат во Словенија. Ја споминувам Словенија поради тоа што им нуди бесплатно образование, дообразование на младите. Еве кога сме веќе во екот и на уписите, вие може да зборувате за факултетот, се подобрува ли сликата? Дали заинтересираноста расте? Што е најмногу потребно на пазарот или не можете да посочите еден дел од градежништвото, сите ќе ги посочите? Општо за градежништвото, градежништвото, како да ви кажам, е гладно за млад инженерски кадар. Постојано добиваме барања од компаниите да посочиме млади, завршени, па дури не дозавршени студенти да ги вработат. Што е можеби подобро? Што е добро, впрочем за оние кои што сега изучуваат градежништво е одлично, затоа што ќе бидат малку на пазарот и ќе бидат барани и нивната цена ќе биде повисока. Така што денес да се студира градежништво значи обезбедена квалитетна иднина во професионален развој и квалитетна иднина. Меѓутоа истовремено тоа е лошо за државата, бидејќи без домашен инженерски потенцијал држава не може да опстои. Впрочем, еве, сведоци сме на елементарни, се повеќе елементарни непогоди, дивење на природата, екстремни услови. Единствен спас од тоа е градежништвото. Нема друг спас од заштита од ваквите елементарни непогоди. Тоа значи дека треба малку повеќе да се остави простор на оваа гранка, треба малку повеќе внимание, треба да се помогне. Треба малку повеќе градежништвото е Сакате трома да кажете гранка. низ ова да се помогне и на домашните компании? Апсолутно. Без државна помош не може да се развијат домашните компании. Фрампантен е податокот да градежните домашни компании учествуваат само со 6% во капиталните инвестиции. Можете да замислите, ние даваме своји средства за да развиваме туѓи компании, за да развиваме туѓи инженери, бидејќи значењето на инфраструктурата, на капиталните објекти, не е само што ќе добиеме такви објекти. Туку преку нив треба да изградиме домашен, квалитетен кадар кој ќе биде во можност со тие референци да настапи и на странските пазари. Па утре градежништвото да не биде и извозна гранка, како што впрочем било во 70-тите и 80-тите години. Тоа сакав да ја прашам. Да, и фрапантен исто така податокот што домашните компании се изложени на тоа дека треба да увезуваат кадар. Сакав да ве прашам во контексти на тоа колку млади сега се запишаа на факултетот, кога сме кај кадрите. Да. И наспроти колку се запиша, уште еден податок од вас, некогаш зборувавме, беше многу платена професија. Како е денеска? И денес е добро платена професија, само што проблем во градежништвото за разлика од другите струки е што добрите плати, односно примања, доаѓаат малку подоцна во професионалната кариера. Човек треба малку да создрее, да научи дополнително, да стекне одредени искуства и тогаш верувајте, оние што се добри, се многу добро платени. Многу добро платени, само треба малку трпение и вложување во себе, како што треба за секоја струка. Се разбира. За жал, последниве години интересот за изучување на градежништвото е опаднат
дури мислам дека и под онаа црвена линија која што би обезбедила опстанок на овој сектор во државата. Имаме голем број на инфраструктурни проекти кои што бараат одржување, бараат кадар кој ќе се грижи за нив. Не само градбата, и одржувањето е можеби уште поспецифична работа. Имаме големи водостопански објекти, брани, цевководи и така натаму, патишта, железници, кои што бараат стручен кадар. Ако продолжи овој тренд, тогаш мислам дека ќе имаме проблем. А жалосно е да увезуваме од надвор стручен кадар, бидејќи прво Македонија не е богата општество, богата држава да може да привлече квалитетен кадар, а како што споменав, без домашно градежништво нема држава. Како ќе одбележите 75 години постоење на градежен факултет? Да, ова е јубилеј. Имате активности многу. Имаме многу активности. Целата оваа година ја прогласивме за јубилејна, така што почнавме уште од јануари, ќе завршиме до декември со разни настани кои што зад себе ќе го имаат, ќе бидат под чадорот на овие 75 години. Централниот настан ќе се одржи на 3 октомври, Свечената академија во Филхармонијата во Скопје, а за да го потенцираме значењето на науката и развојот и знаењето во областа на градежништвото, утрената на 4 октомври организираме меѓународна конференција со наслов од логаритмар до вештачка интелигенција, на која што се поканети наши соработници од многу европски и воневропски земји, на која ќе говориме за достигнувањата во градежништвото во светот, она што е најсовремено денес. Понатаму, еве, да најавам одржување на трибина на 10 следната недела на факултетот, која носи наслов Развојот како услов за опстанок на македонското градежништво. За она што зборувавме досега. Токму така, без развој ќе стоиме во место, а тоа значи назадување. На трибината ќе бидат, верувам, ќе бидат присутни сите оние сериозни субјекти, чинители во овој сектор, овој значаен сектор, кој практично треба да носи и најголем процент од бруто домашниот производ. Ќе биде присутен и министерот за транспорт и врски. Идејата е да разговараме за еднината. Како понатаму, како ќе, што сите ние треба да направиме, почнувајќи од градежниот факултет, за да оваа струка ја вратиме на пиедесталот кој го заслужува. Државме работилница, државме работилница во Охрид со средношколци, за да ги запознаеме младите на убавините на градежништвото, што нуди тој сектор. Многу сме задоволни од тоа. Секогаш дружењето со младите носи одредено дополнително задоволство. Па зарем тоа не е фокусот да ги задржи во младите? Апсолутно. Да. Ветуваме средби. Се ова значи дека ќе се видиме повторно и се надевам дека ќе ви поминат онака како што сте вие ги предвиделе сите овие конференции и трибини и ќе изнесат квалитетни заклучоци за понатамошна работа. Се надевам, верувам во тоа, да. Благодарам, професоре, благодарам за гостувањето.